Од 19 за изборна кампања останаа уште само 7 дена. Кажаа ли политичките партии досега за нив нешто ново и дали кажаното го слушнаа граѓаните? Полошо од оваа кампања годинашнава не е имало до сега и не верувам дека други ќе има. Секоја вече слушаме. И сите се борат или се мачат да се качат. Сите се борат ако можат да стоварат. Не, се е исто, се лага превар. Не виден. Па скоро ништо. Сите сакат да бидат на власт, да сите ветуваат добро нешто. Ако внимателно ги следеле партиските активности, што тоа им оставило впечаток? Некој си да, некој си не, ама така да ќе видиме крајот ќе каже. Сите да излезат да гласат. Друго немам коментар. Ништо, никаков печаток. Печаток кој стално. Арно е, не е лош. Побаво, чекаме да види. Но дали од политичките партии следат колку граѓаните ги чулат ушите на нивните зборови и колку тие се задоволни од текот на досегашната кампања? Поддршката која што ја добиваме ни дава мотив да продолжиме уште пожестоко во овие останати негде околу 7 дена, но најголем мотив по формирањето на владата предводена од ВМРО ДПМН, да почнеме да ги решаваме проблемите, да придонесеме да има буквално повеќе за секого. Најдобрите предлози и идеи не доаѓаат од политичарите и од фотелите на експертите, туку доаѓаат од граѓаните. И затоа имаме многу убава, позитивна, релаксирана кампања со искреност, со честност, да разговара со граѓаните, да ги артикулираме сите нивни мислења, сугестии и да после изборите продолжиме да работиме во интерес на граѓани. Во меѓувреме шанса за импресионирање на гласачите имаат и помалите партии, зашто не секогаш големите идеи доаѓаат од големите згради. Има и маленьките партии. Може да просперира при Можат, само ако добијат пратеници. Знаеш дека тие има идеја. Голема идеја има. Само оти се маленки да тешко добијат пратеници. Ова особено ги потикнува борците за малку место во парламентот кои порачуваат. Значи, треба граѓаните да се осетат, да ги послушаат понудите на новите партии, краен момент е. Имаме свежи лица, имаме храбри, честни луѓе, кои што можат на вистина да ја водат оваа држава во исправна насока. Се со цел да го подобриме животот на сите. Ние зборуваме од Граѓанско-демократска унија за конкретни нешта, реформа во администрација, за развој на образованието, за фискална децентрализација. Овие се иновативни моменти кои што се вклучени во нашава програма и се надевам дека граѓаните ќе не разберат правилно и ќе ни дадат шанса преку формата на личен пример да предизвикаме промена во општеството. Сепак една недела до крајот на кампањата и 8 дена до изборите во политиката е многу време. Ако најмокното оружје и адутите се чуваат за крај, тогаш можеби драматиката предстои.